Денес православната црква ги празнува светиот апостол Вартоломеј, светиот апостол Тит и светите исповедници едески. Светиот апостол Вартоломеј. На овој ден се празнува преносот на неговите мошти, додека неговиот главен празник е на 11 јуни. Кога овој голем апостол бил распнат на крст во Албанопол, ерменски, христијаните го симнале неговото тело и честно го погребале во оловен сандак. Па бидејќи на гробот на апостолот се случувале многубројни чуда, особено исцеленија на болни, поради што се зголемувал бројот на христијаните, незнабожците го зеле ковчегот со моштите на Вартоломеј и го фрлиле в море. Во истото време фрлиле уште 4 ковчези со мошти на 4 маченици – Папијан, Лукијан, Григорий и Акаки. Но по Божја промисла ковчезите не потонале, туку носени од водата допливале. И тоа, Акакиевиот ковчег во градот Акалус, Григориевиот во Калабрија, Лукијановиот во Месина, Папијановиот на другата страна на Сицилија, а на Вартоломеј на Лимпарските острови. По некое таинствено откровение, епископот Липарски, Агатон дознал за приближувањето кон Липар на моштите на светиот апостол Вартоломеј. Агатон со клирот и народот излегол на брегот и го дочегал ковчегот со голема радост. Во таа прилика се случиле многу исцеленија на болни од моштите на светиот апостол. Моштите биле положени во црквата на светиот Вартоломеј и тука лежеле до времето на Теофил, иконоборецот, па бидејќи муслиманите ги нападнале Липарските острови, моштите на апостолот биле пренесени во градот Беневент. Така Господ го прославил својот апостол со чудата за време на животот и после смртта. Поуки од светите отци. Според светот што го носи во себе, човекот суди за светот околу себе. Свети Јустин Келиски. Светиот апостол Тит. Еден е од 70 мината. Роден е на Крит и воспитан во грчката филозофија и поезија. По повод на еден сон, тој зел да го чита пророкот Исаија и се посомневал во сета елинска мудрост. Слушнувајќи за Христа Господа, тој отишол во Ерусалим со уште некои критјани и лично ги чул зборовите на Спасителот и ги видел неговите моќни дела. Неговото младо срце се прилепило до Христа. Подоцна бил крстен од апостол Павле, на кого, како син на татко, му послужил во делото на Евангелието. Павле толку го љубел Тита, што го нарекувал некогаш вистинско чедо, а некогаш брат. Тит многу патувал со големиот апостол на народите. Од него бил поставен за епископ Критски. При страдањето на Павле во Рим бил присутен и Тит и честно го погребал телото на учителот и својот духовен отец. Потоа се вратил на Крит, каде што со голем успех ги крштевал незнабожците и мудро управувал со црквата Божја до длабока старост. Се упокоил во 94-та година од својот живот. Поуки од светите отци. Кој не сака самиот да се смири, ќе го смири животот, но животот и нема баш пријатни методи за тоа. Патријарх српски Павле.
Светите исповедници едески. Многу страдале посамици и во прогонство за верата православна во времето на царот Валент, која поддржувала Риевата ерест. Но за време на царот Теодоси биле ослободени. Поуки од светите отци. Сиот наш живот е прекрасна тајна, позната единствено на Бог. Тој се одвива чудесно по некаков таинствен план, кој што не го забележуваме и не го разбираме. Секогаш и во се постои некаква поврзаност на околностите, но целта на таа поврзаност нам не ни е позната. Ние го сфаќаме значењето на оваа или онаа ситуација, но во сето тоа постои длабока смисла. Нема ништо случајно во нашиот живот. Преподобен Варсануфи Оптински. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и Поуки од светите отци. Никогаш не сум видел никој да се поправи преку гнев, туку секогаш преку љубов. Тогаш тој е спремен дури и на жртва. Значи така треба да постапуваш. Земи се себе си за пример, како се смируваш со викање или со љубов. Свети Јосиф Исихаст. Te